Почитувани, добро дојавте назад. Како што претходно најавив, денешен мој втор гостин е универзитетскиот професор Методи Хаџијанев. Професоре, добро утро и добро дојдовте уште еднашка во утрински печат. Здраво и добро ви најдов. Измина малку период, некој од 2 недели празници, вашето традиционално неделно гостување се одолговлечи, па еве да ги надополниме тие ваши размислувања, анализи или предпоставки за оние актуелности кои што ја мачат светската или глобалната безбедност. На самиот почеток од нашиот разговор би сакал да се осврнеме на она западна помош во оружје на Украина. Медиумите на големо пишуваат и информираат во однос на американските тенкови Абрамс, меѓутоа и на германските донацијата на германските тенкови Леопард за Украина и украинските сили. Бројките варираат во извештаите на медиумите, некаде велат дека 12 Германија и други земји донираат, дека Америка донира околу 30 на вкупно, станува збор за некоде околу 50 на тенкови. Што имаме на терен, професоре, во однос на овие најави за тенковска поддршка на Украина? Добро, Дејан, се согласувам со вас дека испораката на тенковите стана една од мощни актуелните теми, иако самата испорака на тенкови, ако ја гледам изолирано, генерално не значи ништо, дури може да биде и главоболка за украинските оперативци, од причина што тоа ќе создаде сега логистички хорор, пред се во обидот да ги синхронизирате операциите, особено да го синхронизирате одржувањето. Американскиот стратег и поранешен началник на Сдружениот генералштаб на САД, Бредли Омар, има изјавено една максима која што денеска има голема важност, а тоа е дека аматерите зборуваат за тактика, додека професионалците зборуваат за логистика. Логистиката е битна, особено заради тоа како ќе ги споратите, како ќе синхронизирате овие системи. И сега велам системи, бидејќи она што го добиваат украинците веќе станува збор за современи тенкови кои што се синхронизирани со целокупниот концепт на војување и доктрина на војување на Западот. Што точно вака да им разобличиме на... Сега тоа, заради тоа и сега сакам така го почнав разговорот за да можеме да објасниме целата работа. Со фактот дека украинските вооружени сили или од сили на отпорот веќе преминуваат сосема поинако доктрина на многу различно од она советската, која што ја гледавме на почетокот, тоа е на масовни битки, на упорни одбрани и така натаму. Ова ќе значи значителен ветер во грб на силите на отпорот, бидејќи со ова ќе се зголеми маневрабилноста, но ќе се зголеми ударната моќ, односно ударната топаница. Таа ударна топаница ќе се зголеми со синхронизирани системи, бидејќи внимавајте, не добиваат само тенкови, туку добиваат над 100 оклопни возила, или тоа се 2 оклопни бригади кои што би можеле да ги испорачат. За каква бројка станува збор? Станува збор за огромна бројка на тенкови кои што се предвидени некаде над 100 тенка вкупно, меѓу кои се Бредли 2 пред се како дополнителни, овде се сега и Челенџери 12 и неколку 30 на Абрамси. Иако би се фокусирал на Бредлите и на Абрамсот, затоа што тие представуваат значителна бројка. Абрамсите тоа се некаде 2 баталиони од прилика. Што може да направат таква тенковска бројка, па и 150 оклопни возила за сега, за онаа линија која што е од 1000-1200? Значи, ако ги споредите со тоа што Русија има и тоа што овие тенкови тие не значат нешто многу. Русија, рачунете свој арсенал пред почетокот на војната, според одредени податоци имаше 10.000 оперативни тенкови. Што од тие оперативни тенкови може да се мери со ова е друга работа. Следно, неколку пати веќе говоревме во овој форум, а тоа не е само да имате капацитет на огнена моќ, туку како ќе знаете да го искористите тој капацитет. Видовме катастрофално искористување страна на русите на почетокот. Видовме многумина почнаа да се запрашуваат, дури некои поранешни министри кај нас за одбрана велеа дека тенковите веќе не треба да ги, како се вика, дека тие се минато историја. Меѓутоа, тоа се само лаички наблюдувања, значи реков, ако ги гледате изолирано, може да имаат тежина на ваквите муабети. Што значи тоа сега? Тоа ќе значи за Украина зголемување на маневрабилноста, зголемување на ударната моќ и зголемување на едноставно капацитетот да освоите простор, доколку ги синхронизирате со сите артилериски системи и противвоздушни системи кои што тие ги имаат. Бидејќи, ако ги ставите сега сето тоа во еден систем од системи, вие ќе добиете тридимензионален
борбен простор кој што ќе можете да го обезбедите и да го комуницирате една доктрина која што е адаптирана за таков вид на војување. Возможно е за краток временски период, извините што ве прекинувам, таа синхронизација, говорам за вода, небо, воздух и на земја да се синхронизира и сајбер меѓу другото. Апсолутно, бидејќи тоа се комуникациите преку кои комуницираат овие системи на западна технологија, оваа технологија, советска технологија. Кога ќе ги споредите двете, засега ако наметнете таков тип на војување, во тој случај советите ќе биде, односно советската технологија е застарена и некомпатибилна. Проблемот е со тоа што дали ќе успеете вие да го наметнете тој борбен ритм и таквото темпо на војување. Русија во 3-4 наврати успеа да се врати и да наметне сопствен начин на војување преку масовност, преку масовни напади и тоа се без прецизно бомбардирање или територијално бомбардирање и напад врз критичната инфраструктура. Сега, ова се индици дека се подготвуваат офанзиви и на едната и на другата страна. Веќе рековме со Герасимов, значи на гласувањето он да биде тој да го има подписот нели на она што планираат, така, они што она што планираат да го прават, но ова наговестува дека се брза, значи овој целиот политички, да кажеме, притисок кој што го направи САД, дури и жртвата која што ја направија за Абрамсите, инаку мора да потенцираме зошто САД направи жртва со Абрамсите, за да го убеди Шолц дека суштина не е сам, кој пак и покрај критиките на голем дел од западноевропските аналитичари, мора да кажеме јавност во Германија, така е, мора да кажеме дека имаше право, бидејќи со ова Русија сега ќе може да смета дека тие се легитимна цел. Согласно меѓународното воено право, секој оној кој што дава борбена поддршка, дури и логистичка поддршка, е легитимна цел или може да биде сметана како страна во судирот. Тоа е една од работите. Сега треба да разјасниме на гледачите. Едно е да тоа е потенцијално или да постои потенција за тоа. Второ е дали имате намера, а трето дали имате капацитет да го направите тоа. Русија може и да има намера во тоа, меѓутоа капацитетот дали ќе може да го испорача тоа во овој момент се сомневам дека ќе може тоа да го направи, бидејќи во нејзиниот калкулус ќе треба да пресмета дека точно дека таа може би има тенковска надмокност над Европа, но ја нема другата надмокност над Европа, а тоа е воздушната надмокност, бидејќи во тој случај и ниту пак артилериската надмокност ја нема, доколку се соберат сите европски земји заедно без Америка. Не ја вклучуваме сега Америка. Затоа што Америка повторно би било воздржана од страв дека би постоела во најлош курс на акција ескалација на Пацификот, а тоа е дека таа ќе треба таму да балансира. Во секој случај, оно што можеме сега да го кажеме е дека за Украина сега ќе представува предизвик. Прво, како ќе ги синхронизира овие тенкови во борбените редови. Второ, како ќе успее да го изгради капацитетот за краток, можем, бидејќи внимавајте, колку и да изгледа едноставно дека вие ќе се преквалификувате од една платформа на друга платформа, многу е битно да го преквалификувате борецот или оној обслужителот на тенкот и на доктрината. Тоа професоре за краток временски период, бидејќи сите говорат за таа некоја пролетна офанзива и одеднаш. Тоа се 2 месеци. За 2 месеци возможно е да се обучи кадар, логистиката да се направи, да се синхронизира. Внимавајте, вие за 2 месеци ќе имате проблем да го испорачате целиот арсенал до сега. Затоа што внимавајте и една друга работа. Во Европа, за да може да поминат тие тенкови од граница до граница, не постои воен Шенген. Говориме за железнички пруги, не само железнички пруги. Тоа е најмалата тешкотија сега. Најголемата тешкотија се како ќе поминат царинските зони, бидејќи секоја опрема треба да помине низ одредени царински процедури. Колку тие бирократски и царински процедури ќе треба да бидат олеснети? Што очекувате, која е таа земја која што ќе ги прими, па ќе ги испорача потоа на Украина тенковите? Значи, имате многу земји каде што ќе треба да помине. Ако Шпанија треба да делегира, рачуните ќе мора да поминат на Швајцарија. Швајцарија засега се покажа како жилав актер кој што ја брани упорно меѓународната неутралност. Таа, внимавајте, има задржано досега значителен куп на арсенал, на муниција кој што бараат да го повлечат назад, па да бараат алтернативни правци за да се испорачи. Швајцарија е исто така земја која што се уште обврзниците кои што се заробени и капиталот кој што е заробен на руските олигарци не го испорачува на запад за да биде користен, туку го чува како таков, повторно повикувајќи се на својата неутралност, согласно меѓународното право, што Швајцарија е сосема во право. Тоа што не им се допаѓа сега на
на либералниот свет или на една страна во судирот е друга работа. И тоа што нели сите се поставуваат сега прашање на која страна всушност е Швајцарија и дали Швајцарија треба да го има тоа место што го има, е исто така друга работа. Дали ќе се смени, не знам, или не верувам дека ќе се смени, меѓутоа се работи кои што треба да ги земеме во предвид доколку сакаме да ги реално операционализираме што ќе значи испораката на тие тенкови. Дел од тенковите ќе стигнат брзо, затоа што тие се на границата. Тоа е Полска ќе ги испорача многу брзо, ќе ги испорача овој како се вика и Германија многу брзо. Тука станува збор за некои 14 тенкови. 14 тенкови се Челенџер кои што тие се дополнителна главоболка. Зошто? Затоа што тие имаат сосема поинаков калибар, поинаква доктрина, имаат 4 обслужители, тежок тенк е тоа, значи станува збор за тенк над 60 тони, големи потрошувачи се и со Абрамсите па уште потешко е затоа што тие користат како се вика гориво за авиони. Значи нивните мотори користат гориво за авиони, не користат дизел мотори. Со накратко кажано голем предизвик за украинските сили да го синхронизираат. Значи сега вака, тоа е едната претпоставка, зошто? Затоа што ние не знаеме сега што значат пакетите на испорака и тоа е во ред затоа што нели сакате да го искористите моментот на изненадување. Сепак сметам дека фактот дека тие се дадени, освен тоа што треба да има символично значење или психолошко значење, мора да има и оперативен ефект и дека тоа е калкулирано и пресметано, затоа што во пакетот, како што слушнавме и во државниот секретар за одбрана САД Лојд, он јасно кажа дека овој пакет не вклучува само Абрамси, туку вклучува над 100 Бредлија, вклучува француските така страйкерите, вклучува, внимавајте, Бредлито според некои калкулации некои го сметаат и за тенк, иако Бредлито според америчките НАТО номенклатурите не е тенк, тука е тешко оклопно возило кое што има капацитет да неутрализира тенкови. Така да мора да се стави сега, ако го ставите сега во целата таа доктрина на удари на маневар или војна на маневри, има голема логика целата приказна бидејќи ударната мог веќе е значително зголемена. Кратко, дали оваа западна војна техника може да одговори Русија првенствено и соодветно говорам за модернизираните тенкови Т-90, меѓутоа и она најновни тенкови Армата 14. Да, јас се согласувам со вас дека до сега не сме виделе што значи тоа во пракса. Анализите од претходните војни зборуваат дека сите руски тенкови од Т-72, дури и Т-80, се покажале како инфериорни на западните тенкови во војните кои што се водале. И сега тука има едно големо но, бидејќи сите овие тестови кои што се правени не русите да ги користеле тенковиве, како што ги користеле директно американ, туку и користеле земји кои што им били испорачани овие тенкови. Кои што го поседувале тоа оружје. И внимавајте дека секогаш кога ќе испорачувале Русија, ви испорачувале не целосен комплет од тој систем или испорачувале нешто што не е целосно. Извозна варијанта на тенковите. Апсолутно. И сега затоа не можеме до крај да кажеме што е мерено. Она што реално можевме да измериме е русите кои што ги употребиат Т-72 во Украина, каде што видовме катастрофа, или бидејќи имаат дебакал, затоа што според одредени отворени извори на разузнава или ОСИНТ, како што се нарекуваат, доста добро го имате скалкулирано, некаде околу 450 тенкови беа заробени од страна на украинците кои што се Т-72. Тоа значи дека катастрофална доктрина на обезбедување на овие тенкови, на поддршка на овие тенкови и така натаму. Факт е дека тенковите и оние да кажеме кои што сметаат дека тенковската битка веќе е минато. Тоа сакав да ве запрашам дали во денешното модерно војување тенковите сепак представуваат главен ударен чека на. Јас би рекол да, доколку паметно ги искористите, ако ги користите со дрон технологија, не морате вие да имате авиација. Ако ги користите со дрон технологија и со оклопни возила, лесни оклопни возила, кои што ќе им штитат маневар, или пешади, кои што ги тие се сериозна закана која што и челична тупаница која што може да прави сериозен продар. На тој начин вие сте го затвориле воздушниот простор. Русите да покажаа жиловост на джевелините, да од почетокот имаа проблем, но меѓутоа брзо го адаптира и го неутрализира ефектот на джевелините, не велам дека до крај. Се уште не можат артилеријата на артилерискиот оган да одговорат, бидејќи истите тие користат таа доктрина. Украинците кога ја применија нанесоа значителна загуба на руските тенкови, но внимавајте се она што видовме дека е уништено се тенковите Т-60, Т-72 модернизираните и Т-80. Многу малку тенкови Т-90 се уништени, некаде околу 30 според одредени аналитики, дали е тоа точно или не знам до крај. Ова се податоци кои што ние сега ги имаме од отворени извори.
И конкретно на вашето прашање, тенкот Т-90 во однос, доколку ги гледате неговите специфики и карактеристики, ги надминува сите капацитети над секој западен тенк во однос на брзината на испалување и во однос на бројот на како се вика на зрне кој што може да ги испали, во однос на маневрабилноста. Да. Проблемот, ако се сеќавате кога разговаравме и за авионите, е како вие ќе ги користите овие средства, дали ќе војуваат сами за себе или ќе ги ставите во систем на системи. Кога ќе ги ставите во систем на системи, тука веќе добивате поинаква слика. И поголема слика претпоставува. Сосема кратко околу тенковите и доставата западна. Дали со ова отворена поддршка и нели давање на оружје од страна на САД, Германија и меѓутоа и другите НАТО земји членки на Украина веќе станува реалност оние обвинувања дека Русија влегува во војна со НАТО? Да бидеме фер, и претходно, согласно меѓународното правните принципи и стандарди на меѓународното воено право, дури и во тврдењата на Меѓународниот комитет на Црвен крст, па дури и во западниот пристап на примена на овие принципи и правила, кога се стануваше збор за Ал-Кајда и поддршката на Ал-Кајда, една од причините зашто, например, беа нападнати талибаните, односно Афганистан, е заради поддршката или давање на safe haven, што го велеа, односно за солниште на терористите од Ал-Кајда. Инаку талибаните директно немаа врска со нападите од 9/11. Дали тоа со други зборови кажуваат дека тоа само ова го зборувам, значи сакам да кажам дека многу претходно би можеле да кажеме и да заклучиме дека со самата логистичка поддршка и давање на опрема директно и снабдување, независно на реториката дипломатска, на наративот кој што се развива, независно на експертите кои што се на терен, независно на тоа дека се нели беа заробени представници на западните армии, на НАТО армијата, Русија, независно од сето ова, Русија тврдеше дека и се уште тврди, нели, дека е во војна со НАТО. Од друга страна официјално ставот, бидејќи сега мора да бидеме коректни до крај, нели, да кажеме дека генерално во меѓународно право ги цените изјавите на политичките представници, бидејќи тоа се декларации кои што го изразуваат ставот на даден субјект, даден ентитет. Генералниот секретар на НАТО во неколку наврати истакна дека НАТО не е страна во конфликт, ниту пак има намера да стане страна во конфликт. Меѓутоа земји членки на НАТО, де факто земјите членки на НАТО, како во неколку наврати исто така имаме кажано, се самостојни и имаат право да одлучуваат и да работат по нивен план. Овој ланец сега на испреплетености и оваа игра на зборови е фактички дека факт е дека е сериозна и дека може да предизвика сериозен проблем на ескалација, но повторно не враќа на онај претходна анализа, а тоа е дали Русија има намера, една работа, дали има потенцијал и трето е дали може сега тоа да го направи. Дали има капацитет сето тоа да го направи. По се она што го гледаме, мислам дека ќе се воздржи од такво нешто, освен ако не дај Боже не почне да тврди дека некоја грешка и така натаму. Меѓутоа, повторно ќе кажеме, фрикцијата на војната е таква да не може да предвидите ништо. Индикациите говорат дека сите параметри се загрижувачки во периодот што следи. И во пролета онаа кој што и медиумите, меѓутоа и западните аналитичари па источните велат дека ќе ја очекува жешка пролет и Европа. Па и ние на крајот на минатата година рековме дека токму така ќе се намали. Овдека мислам помалку или повеќе ги апсолбиравме сите оние нејасноти кои што периодов беа лиферувани во јавноста. Би сакал овдека уште едно прашање да поставам меѓутоа надвор од Украина во однос на онаа трка за вооружување кој што сега е актуелна, меѓутоа изминатиот период на големо се случува. Излегува информации во медиумите меѓу кои што ги објави Слободен печат дека македонската армија набавува или добива турски хаубици од среден дострел од типот Боран. Информацијата во медиумите беше лиферувана, меѓутоа Министерството за одбрана официјално не излезе за што стана збор, за колкави батерии, која е потребата во овој период да се набавува, па би сакале да прокоментираме што конкретно околу карактеристиките на овие хаубици и што значи ваква набавка во македонската армија. Ајде тргнеме поред од карактеристиките. Овие хаубици досега значи не се борбено тестирани. Прва земја која што ги доби е Турција, мислам дека 2019 година. Идејата зошто се направени да служат пред се за нивните командни единици кои што треба да им обезбедат
артилериска поддршка или некаква си замена за огнена поддршка или блиска противвоздушна, односно воздушна поддршка која што треба да го заменат или многу сличен начин на војување оно што русите го планираат, каде што маневрот го штитат преку артилериски оган, што не е ништо ново. Боранот е, да кажеме, хаубица која што е многу налик на францускиот модел на хаубица од ваков вид и е турско производство кое што е во партнерство со Асалсан. Они тврдат дека имаат направено одличен систем кој што представува платформа во која што всушност имате сериозен капацитет за дистанција од среден дострел. Тоа среден дострел значи некаде до 17 км максимален домет. За волја на вистината, оваа набавка е пред Украина и не е поврзана директно со Украина, иако доаѓа како дел од целиот пакет, односно градење на капацитетите за одбрана. Таа всушност е пред се замена, значи оваа набавка треба да биде замена за архаичните хаубици кои што ги имавме до сега. Тие се некаде од Втората светска војна, кои што сад ги користеле како такви и меѓутоа тоа што е, бидејќи истите стана неупотребливи или одржувањето на истите стана неисплатливо. И како резултат на тоа беа предвидени одредени набавки кои што требаше да ги зајакнат капацитетите. Истите се во склад со НАТО, тие се во системот на НАТО војување и она што е добро, барем оно што можеме да ги видиме од параметрите на да кажеме на произведувачите, но и во турската армија е дека тие се компатибилни со целокупниот систем на командување, контрола и C4 и информација, односно можат да се прилагодат и да се синхронизираат со останатите НАТО платформи, што представува плюс или зголемување на капацитетот. Значи не го гледате веќе само тој капацитет, го гледате како целиот тој систем на војување. НАТО алијансата, претпоставувам пошироката слика на. Тоа значи дека се на се, ако сега неутрална гледна точка ја гледаме, оваа набавка потенцијално би требало да биде погодок затоа што всушност гради капацитет кој што не е сам капацитет за себе, значи не може да го гледате само дека војуваме сами за себе, индивидуално, туку го гледате во една цела платформа или систем од системи, така е кој што пред се е дел од НАТО алијансата. Професоре, овдека некаде во интерес на времето би требало да го завршиме нашиот разговор, меѓутоа има толку интересни теми со кои што би ги дискутирале, меѓутоа како што напомена во интерес на времето би сакал уште едно прашање кое што е актуелно ако може да го продискутираме, а доаѓа исто од безбедносната сфера. Случувањата претпоставам ги следите во однос на бугарските провокации кои што ги имаме во земјата, кои што доаѓаат од лица, чинители, кои што се европски представници, меѓутоа кои што директно или индиректно задираат во безбедносната сфера, бидејќи се нивните изјави покрај тоа што ги повредуваат македонците и македонската држава, можат да придонесат и некаква безбедносна, ајде да не кажеме, безбедносни реперкусии. Советот за безбедност на претседателот излезе со заклучок дека на лицето Ангел Џамбаски, кој што не навредуваше, односно зборуваше за тоа дека Македонија е бугарска и така натаму, да се внимава на него во однос на чествувањето на Гоце Делчев, на престојниот роден на Гоце Делчев на 4 февруари. Колку македонската држава добро безбедносно реагира во однос на вакви некои провокации на личности од надворешниот свет и кои се механизмите со што можеме да ги превенираме ако ништо повеќе? Значи, превенирањето ние може да следиме НАТО логиката на превенирањето е на одвраќање, во кое што вие ќе покажете разумна воздржаност во однос на даден потенцијална ескалација на конфликт и мислам дека дипломатски добро се прави тоа, но паралелно со таа разумна воздржаност ќе мора да покажете малце завис, затоа што сакате да телефонирате на другата страна дека постои сериозна црвена линија во која што не може да ја преминете или ако ја преминете потоа ќе има консеквенции. И за тоа мора да создадете психолошка увереност кај останатата страна дека сте сериозни во тоа што треба да го направите. Овој заклучок најверојатно е добар, затоа што има за цел да упати, да превенира и да насочи дека е потенцијален ризик. Лицето, меѓутоа, после изјавите кои што би биле, ова се мои лични ставови, вие можете да едноставно доколку
за пример, сега ќе дадам само процени. споредба, сега ќе дадам само споредба со други НАТО земји членки, наши кои што би направи, на пример, ако му се заканите вака на претседателот на Турција, верувајте ви дека тој ќе издаде налог за апсење на овие лица, како што беше случајот со Косово. Ги апсеа лицата од оние кои што беа од според него терористичка организација. Така ги апсеа од Косово, значи имаше киднапирање директно на операција во Косово, нивни тимови. Јас не велам дека ние тоа треба да го правиме. Меѓутоа Бугарија е земја членка на НАТО и Македонија е земја членка на НАТО. Добро. Косово не е земја членка на НАТО, говорам за случајот. Што мислите, дали дипломатијата доволно работи на терен или Мислам дека треба да се преземат? Мислам дека, пак ќе се вратам на она што реков, треба да имаме разумна воздржаност, но таа разумна воздржаност мора да ја покриеме и со одредена сериозност. Искрено, значи ние не гледам никаков проблем на ние се у суштина во крајна линија вие можете да поднесете потерница полиција бидејќи имате закана за атентат. Па како што сега ние разумно ќе бидеме воздржани и ќе предизвикаме, нели, како да кажеме, фрустрација условно кај нашите граѓани, би требало да и телефонираме на другата страна дека сепак имаме црвена линија во која што па он нека се докажува што сакал да каже и како сакал да каже, доколку биде уопсен и така натаму. На тој начин би се представиле како сериозна држава. Не гледам никаков проблем дека да имаме ескалација, едноставно само покажувате дека ги штитите институциите, го штитите претседателот и ги штитите државниот поредок. Апсолутно. Сепак ја поздравувам одлуката да имаме воздржаност кон ова, бидејќи од конфликти и од спорови ќе загубат сите, не добива никој. Професоре, ви благодарам уште еднашка за вашите ставови, за прашањата кои што ви ги поставив и за предвидување за оние глобални безбедносни предизвици кои што го мачат светот, меѓутоа и домашната јавност. Овдека ќе ви се заблагодарам за вашето денешно гостување. Се надевам дека и следната седмица ќе бидете наш гостин во студиото на Утрински печат. Благодарам и поздрав до сите гледачи.